ученици. Ова е училница по предметот граѓанско образование за 8 оделение. А реализатор на наставната единица е наставник по граѓанско образование Илјана Илиевска од Основното училиште Толи Зордом Искуманов. Наставна единица. Што е идентитет и како се гради идентитетот? Најпрво да се запознаеме со целите на часот. Ученикот да го објасни поимот идентитет, како се формира идентитетот и да препознава идентитетски карактеристики. Да го осознае градењето на сопствениот идентитет и критички да се однесува кон различните влијанија врз формирањето на нечии мислење. Кои ни се очекуваните резултати од часот? Ученикот да поставува дефиниција за идентитет, да ги набројува видовите идентитети и да објаснува на кој начин влијаат заемно поврзаните фактори од секојдневниот живот врз градењето на идентитетот. Например, семејството, образованието, културата на живење, разни социјални групи и слично. И да знае што представува личен, групен, етнички и национален идентитет. Градењето на идентитет на личност започнува од моментот на раѓање и се одвива во текот на целиот живот. Свеста за себе, за своето постоење и посебност, но и постоење на различности и разлики со другите луѓе, кај индивидуата се развива уште од најраната возраст. Со тоа започнува процес на градење на личниот, а потоа и на групниот идентитет, на кој му следуваат периоди во кои различните желби, интереси и потреби имаат различна важност за личноста. Тие во различниот период од животот различно влијаат врз развојот на идентитетот на една личност. Преку читање на пример за идентитет на еден поединец, ќе ја поставиме дефиницијата за поимот идентитет. Например, Дритон живее во Република Северна Македонија и има 36 години. Редовно оди на молитва во џамија, член е на политичка партија, невработен, оженет и татко на 2 деца и етничкото потекло му е албанско. Од примерот може да се заклучи дека поединецот има онолку идентитети колку што има улоги во заедницата. Полов, преку кој можеме да утврдиме дали поединецот е маж или жена, национален идентитет, од кој дознаваме дека е македонец, етнички со албанско потекло, верски дека е муслиман, семеен идентитет, дека е оженет и слично. Поединците имаат и културен идентитет, бидејќи во македонското општество во кое тој живее, постојат вредности, норми и обичаи. Овој вид идентитет е особено значаен. Тој им возможува на поединците да се чувствуваат како припадници на една култура, да имаат исти или слични склоности, идеи и стремежи, традиција, вредности, начин на однесување и слично. Си поставуваме прашање: како можеме да го дефинираме идентитетот? Идентитет представува збир на лични, човекови психички и физички особини по кои човекот се разликува од другите луѓе. Физичките особини се карактеристични за секоја личност, како на пример пол, возраст, надворешен изглед, раса и друго. Внатрешните особини се изразени преку карактерот, емоциите и степенот на интелигенција. Кои фактори влијаат врз формирање на идентитетот? Некои од факторите се однапред одредени, како на пример пол, место на раѓање и физички особини. Другите фактори се подинамични и самата личност и околина можат да влијаат врз нив, како на пример место на живење, професија, партнерските и пријателските врски и припадност на одредена социјална група. Воспитувањето и образованието најмногу влијаат врз начинот на размислување, стекнување навики, обичаи, начин на изразување, творење, креативност, начин на однесување и друго. Колку сите овие фактори ќе влијаат врз формирање на идентитетот, зависи од тоа како нив ги доживува самата личност и колкава важност им придава во дадени ситуации. Накратко ќе ги разгледаме неколкуте видови на идентитет: личен, групен, етнички и национален идентитет. Личниот идентитет се темели на идејата дека секој поединец е единствен, различен и специфичен во однос на другите луѓе.
Тој дава чувство дека јас сум некој кој е посебен и различен од другите. Младите, за да се разберат подобро себе си, се споредуваат со други индивидуи. Така согледуваат каде припаѓаат, по што и како се разликуваат и поврзуваат со другите луѓе. Така се гради групниот идентитет. Еден поединец може да припаѓа во формални групи, како на пример во група на ученици од исто оделение, членови на спортски клуб, невладина организација и слично. Постојат и неформални групи, како на пример група врсници, група на љубители на одредена музика и слично. Етничкиот идентитет се поврзува со припадност на определена етничка група, прифаќање на карактеристиките на таа група, на пример обичаи, традиции и слично, и чувство на поврзаност во истата. Националниот идентитет произлегува од чувство на припадност кон сопствената држава, на сите етнички групи кои ги поврзува заедничка историја, потекло и традиција. Различни идентитети, различни обичаи, традиции и вредности градат современо мултикултурно општество кое континуирано се развива и преку разни проекти се јакне мултикултурализмот меѓу младите и во училиштето. Таков пример е нашето училиште, кое е мултиетничко и во кое преку разни активности се спојуваат и развиваат различните вредности. Претходно дадените слики се слики од мултикултурните активности во нашето училиште од проектите јакнење на мултиетничката соработка со училиштето, проект Песталоци и Нансен, проект за интегрирано општество. Во денешно време, многу често поединците доживуваат криза на идентитетот. Тоа е процес во кој поединецот го преиспитува сопствениот идентитет и претходно усвоените вредности. Ова најчесто се случува во период на адолесценцијата. Тогаш младите се двоумат дали понатаму да се придржуваат кон семејната традиција или пак да ја прифатат културата на своите врсници кои бара од нив нови начини на однесување, облекување, промена на надворешен изглед, тетовирање, пирсање, слушање трансмузика и слично. Терминот криза на идентитет го смислил психологот Ерик Ериксон. Како ќе го докажеме својот идентитет? Секој човек, зависно од својата возраст, својот идентитет го докажува со извод од матична книга на родените, со лична карта или патна исправа, односно пасош. Која ни е клучната идеја од оваа наставна единица? Непознавањето себе си и другите е причина за нетрпеливост меѓу луѓето која може да заврши со непријателство. Преку познавањето на идентитетите, луѓето добиваат информации едни за други, формираат точни представи едни за други, се дружат, соработуваат. На тој начин го зајакнуваат чувството на припадност во заедницата. Затоа е многу важно да се знае што е идентитет и како се гради. Во секоја човечка заедница постојат различни начини на живот, се почитуваат различни вредности и луѓето се изложени на различни предизвици. За да го направи вистинскиот избор, секој поединец треба добро да се познава себе си, сопствените чувства, потреби и желби и да знае што мислат другите за него. На крајот од овој час би сакала да ви дадам задолжение кое што ќе се состои во пишување на состав во кој ќе го откриеш својот сопствен идентитет. Ќе опишеш што најмногу ти се допаѓа кај себе си. Ќе објасниш што е тоа што би го променил во сопствениот идентитет. Ќе утврдиш што е потребно да го промениш своето однесување кон неког. Во прилог на ова, ќе ти помогнат неколку прашања да го напишеш состав. Например, моите главни интереси се, моите главни вредности се, моите главни потреби се, најважни особини што сум ги стекнал од најблиските се, најзначајното искуство од училиштето за мене е, најзначајни настани во мојот живот се, моето омилено хоби е и така натаму. Ви благодарам за внимание.